Почитувани гледачи, 17:10, време за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека ова е емисија од областа на здравството која што доставува до вас корисни информации во однос на конкретни проблеми со здравјето и се надевам дека и сето на денес што ќе го говориме во оваа денешна емисија ќе биде од ваша корист. А целта е навреме да се информирате околу симптомите, пак ако ги препознаете да реагирате до одреден доктор специјалист за да ги решите проблемите. Така ќе биде во оваа емисија, ќе разговараме за еден проблем на кожата, за псоријазата, кој што навистина е специфичен проблем, кој што треба многу време за да се, за да се намалат симптомите, дали може како се третира и како се лекува, ќе ни каже денеска доктор Дејан Филиповиќ, кој што е специјалист дерматолог и ни доаѓа од Кожната универзитетска клиника во Скопје. Доктор Дејан, ти благодарам што одвои време и што денес си дел од ваш термин. Конечно се договоривме некако, да, после долго време. Кажав ке говориме за псоријазата, меѓутоа, некако во сите годишни времиња можеби има некои поизразени проблеми со кожата. Во лето кога станува збор, секогаш апелираме да не се сончаат многу, кога одат на одмор заради тие изгореници, заради познатиот меланом или канцер на кожата кој што е се позастапен денеска. Има ли нешто поконкретен некој проблем со кожата ни доаѓа зимата во зимски услови кога е многу ладно? Така убаво кажавте во најавата. Попознати нам луѓето ни се оние промени во летото што се случуваат, дерматолошки проблеми. Меѓутоа во зимата, конкретно можам да кажам дека со намалување на влажноста на воздухот, на влагата, автоматски самиот воздух, пошто е посув, ја впива онаа останата влага на кожата и ја суши дополнително и тогаш таа станува поиритирана и склона кон различни екзематични, пред се атописки, па и псоријатични промени, доведува до сувост, до нејзино чешање и слично. Исто така во зимното време, заради ладните времиња, доаѓа и до пад на имунитетот, па тука се сите оние бактериски и вирусни инфекции кои што знаат да не нападнат многу често во овој период од годината. Така, значи во секој случај во зима кожата ни е посува, само вака накус еден совет до гледачите, што треба да прават за да ја одржуваат влажноста на едно добро ниво, за да не доаѓа до појава на тие дерматити, чешање и така. Така, апсолутно оние стандардни процедури кои што веќе ги изборуваме ние сите дерматолози изминатиот период. Значи, редовен хигиено-диететски режим, што значи тоа? Пред се да си ја познаваме, да се запознаеме со типот на нашата кожа. Прво, по Фицпатрик, тоа е на официјално сметање дерматолошко, на типот на пигмент на кожа, меѓутоа тоа е повеќе битно за во летните времиња, за да знаеме со каков фактор да заштитиме, како и во летно, така и во зимно, меѓутоа многу повеќе во зимско време, да припазиме на одржување на влажноста на кожата и на она хомеостаза што треба кожата да ја поседува, како не би ја одржале заштитната улога на епидермисот на едно ниво кое што е задоволувачки за да не се појават било какви иритации по нашата кожа. Како да допринесеме за тоа? Значи, познавајќи го својот тип, дали е сува, дали е мрсна, дали е влажна, дали е ваква или онаква, треба да користиме соодветни купки или масла за бањање и туширање, колку е во рамките на нашите можности, и нормално емолиенти, односно млека хидратантни за тело, без разлика на полот. И мажите нормално дека треба да се мачкаат, иако тоа не е случај за луѓето во Македонија, веројатно. Меѓутоа, како што кажавме, кожните заболувања ги опфаќаат и мажите и жените, заради тоа треба. Токму така. Меѓутоа, мажите на некој начин не се научени да се мачкаат после бањање, иако тоа не треба да го прават после секое бањање, меѓутоа бар до 3 пати неделно, особено ако кожата е онаква сува и склона кон перутање и чешање и создавање на иритации. Така. Ајде сега да се префрлиме на темата, тука ќе се обратам и до нашите гледачи, значи уште еднаш ќе потенцирам, говориме на тема псоријаза. Со мене во студиото е доктор Дејан Филиповиќ, специјалист дерматолог кој што ни доаѓа од Кожната клиника во Скопје, значи од државната кожна клиника. За сите оние работи кои што ќе говориме, ако се пронајдете во темата или пак ако имате некој проблем со
кожата, може слободно да не искомуницирате, да поставите нели прашање до доктор Дејана, а тој ќе се обиде да ви даде насока како да пристапите во решавање на проблемот, иако нели за кожните работи секогаш говориме дека треба да се видат, не може се нели да се каже, меѓутоа како и да е, нели сепак вие сте специјалист, па можете и од некои информации што ќе кажат нашите гледачи да одредите за што станува збор. Ајде првим да кажеме за псоријазата. Што представува? Постои една универзална, да речам, искомбинирана дефиниција, ако може да се каже така, односно псоријазата представува една честа генетски детерминирана, односно наследна, потоа инфламаторна или воспалителна дерматоза која што е многу честа и зафаќа дури 3% од светското население, што е една навистина импозантна бројка. И знаеме дека навистина многу луѓе боgadуваат од псоријаза. Во секојдневието ние среќава бар по еден човек што има псоријаза. Налик псоријазата изгледа како едни црвенкасти, нели народски кажано, црвенкасти дамки препокриени со бели лушпи, кои што се појавуваат најчесто на трупот, потоа на лактите и колената, кое што е прво место за појавување на псоријазата, и честопати на рацете и на скалпот, односно на оној косматиот дел на главата, каде што многу се јавува перут и е многу непријатно нели чувството при овие промени. Може да се јави во било која возраст, кај обата пола подеднакво. Значи не постои правило дека повеќе е кај мажите или кај жените, иако нели нормално може да се јави во детската возраст. Дефинитивно излекување мора да се знае дека не е можно, односно перзистира или трае во текот на целиот живот, нели со екзацербација или влошување на симптомите, односно на промените што се јавени од псоријазата во зима, нели зборувавме, највеќе заради намалената влажност на воздухот и губењето на влага на самата кожа и нели подобрување во лето. Мора да се знае, да напоменам уште на самиот старт, дека псоријазата не е заразна и дека заради оние промени кои што се јавуваат, кои што можеби на некои изгледаат заразни, честопати повеќе предизвикува психичка отколку физичка болка. Затоа ние дерматолозите и честопати знаеме да советуваме дека треба да се обрне внимание и на тој дел кога станува збор за терапијата, затоа што навистина знае да представува тоа еден голем проблем. Особено ние луѓе со псоријаза, кои што имаат такви видливи промени, кои што се најчесто на фотоекспонираните регии, односно видливите регии, да речеме на подлактиците и рацете и горе на скалпот на главата, знаат да се повлечат, да се кријат пред луѓето, да не носат нели облека со кратки ракави, со кратки панталони и слично и да го избегнуваат сонцето и сончањето. А впрочем, сонцето е еден од лековите, односно фототерапијата, сончањето е еден од значи позитивно делува. Од терапиите кои што подоцна нели ќе ги споменеме и подетално ќе опишеме околу сето тоа. И потребен е третман во целиот живот. Значи за целиот живот. Сега тоа можеби малце звучи премногу радикално и оштро како целиот живот, сега јас зависи од типот на псоријазата, зависи од многу работи, зависи од хендлање, односно справување со ризик факторите кои што ќе ги споменеме нели после ова, така да не е толку страшно како што звучи во секој случај. Бидејќи споменавте, зависи кој тип на псоријаза е, па да ни објасните какви типови на псоријаза постојат. Па пред се нам, лекарите, најпознатата псоријазис вулгарис или вулгарна псоријаза, односно класична псоријаза, да наречам народски, односно хронична плакарна псоријаза, која што најчесто се јавува со едни нормални, класични, типични, вообичаени, невоспалителни, добро дефинирани промени, односно плаки, односно лушпи на кожата. Потоа тука е гутатната псоријаза, која што кај која што најчесто недела до 2 пред појавата на првите псоријатични симптоми предстои некоја стрептококна или бактериска инфекција или нормално на кожата или вирусна. Не само на кожата, така било каде во организмот, затоа системско некое заболување без разлика. Потоа тука е инверзната псоријаза која што е една многу потешка форма, тука е пустуларната псоријаза која е многу ретка форма, понекогаш
некогаш и фатална, меѓутоа тоа е на вистина во многу ретки случаеви и нормално кога е запустена самата псоријаза, односно нелекувана, тогаш знае да доведе до несакани последици. Потоа тука е псоријазата предизвикана од HIV вирусот, односно кај оние имунокомпромитирани луѓе, односно пациенти. Еритродермична псоријаза, која е многу нестабилна форма, која се јавува кај пациенти кои што имале веќе хронична форма на псоријаза, најчесто заради прекумерно користење на кортикостероидна терапија, односно не само оние кортикостероидни креми, туку и апчиња. Така. Потоа заради компликации од фототерапија, ради силен емотивен стрес, подосна ќе зборуваме малку повеќе, ќе објасниме за стресот и псоријазата, како и злоупотреба нели на одредени терапии кои што најчесто луѓето знаат да ги користат, иако можеби ненамерно, обично знаат еднаш да отидат на лекар, ќе биде препишана терапија и после на своја рака мислат дека стално е тоа така, меѓутоа на вистина со кортикостероидната терапија треба да се внимава така. Внимава затоа што постојат повеќе типови на кортикостероиди, различни групи, различни потенции од најниско до највисоко потентни и кожата може да се засити пред се, најчестиот проблем е и нормално кремата да стане нефункционална, па подосна да се јават и други несакани проблеми, меѓутоа затоа потоа. Така. Кажавме околу симптомите дека се јавува нели првин црвенило, па потоа тоа црвенило се прикрива со лушпи, меѓутоа мислам дека имаме гледач, ајде ќе го вклучиме, па подосна ќе проговориме за симптомите. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Добро вечер. Он беше понапред за херпесо исто, па не можовме да го добиеме и сега сакам да го попитам дали има шанса да жената има голем херпес од половината целата. Многу апчиња писта живо и нема фајда и болеа многу. Дали разбираш? Не. Доктор, ако може да ми одговори на Ај вака малку сега, бидејќи многу лошо ве слушаме во студио, полека говорете и објаснете за што точно станува збор, за сопругата нешто само слушаме. За херпес, доктор Нели, он за херпес беше. За херпес зостер, така? Да. Термодерматолог. Добро. Супругата моја има голем херпес. Добро. Значи, од половината целата. Од болеа. Јаки болки имаше. И на грбот тукавци изфрлила беше. Добро. Што не правиме? Инекции, витамински, од словачка пчињата, капсули взимаме. Добро. И нема фајда и болеа, има јаки болки добива. Има ги боли, добро, да. Некој да дојдеме до него да се разбереме. Добро. Кажав јас, доктор Дејан е нели на универзитетската клиника во Скопје. Во државната? Вие каде живеете? Претпоставам дека Во државна. Во државна, да. Ние сме од Кочани. Од Кочани. Дејан, дали може да закажат секако да побараат дека можат. кај вас? Јас ќе ги советувам, меѓутоа не смеам да зборувам нели за терапијата на вака во живо, така Значи, да може да Само кај болница која? Вака можете преку вашата матична докторка да побарате термин кај доктор Дејан Филиповиќ, еве забележете. И ќе ви одреди таа термин кога да однесете, ќе ја прегледа доктор Дејан и ќе се обиде да ја помогне, нели, бидејќи ние говоревме за херпес зостерот. Да, знам ја зборевте, ама не можам тоа. Да. Еве, побарајте, значи, во мој термин да го посетите доктор Дејан. Кај Дејан Филиповиќ. Така, Дејан Филиповиќ. Како се вика? Молам? Одсек дерматологија. Клиника за дерматологија, за кожни болести. Дерматологија, добро. Така, да. Фала многу. Дејан, ние говоревме за херпес зостерот. Да, сме зборувале многу пати. Па еве нешто на кратко. Не е пред се некоја страшна работа. Значи користеле повеќе работа. Вирусна инфекција, да, предизвикуваче херпес зостер вирусот, односно истиот вирус што предизвикува и варичелата. Интересно е да се каже дека со прележување на варичелата, вирусот останува во нас и стануваме имуни на варичела за текот на целиот живот, меѓутоа истото тоа може да се јави во тип на херпес зостер. И кај повозрасни луѓе, кои особено имунокомпромитирани со намален имунитет со други хронични заболувања најчесто и под хронични терапии, знаат да има поголеми проблеми најчесто заради тие херпетични парестезии што се јавуваат и постхерпетични невралги, односно болки,
како едно Кажавме дека е многу боцкање, болно, пецкање, да, и може да е многу непријатно. Треба да се пие пред се витамин Б, сите типови од B1 до B15, затоа што нели вирусот ги зафаќа обивката на нервите, а таа се храни од Б витамини. Тоа е едно најбитно нешто да се каже и нормално другата терапија што не би било сега Така, по телефон, меѓутоа се паметно надевам да дека ќе зборувам, закажат термин кај да. тебе, па ќе дојдат за да Секако, можеш нели секако и друга да обавезно видиш друга точно. терапија. Б витаминот не Да, е, да. само е како адјувантна помошна терапија, меѓутоа за другата не може да се зборува Така. вака јавно. Еве се надевам дека запаметивте доктор Дејан Филиповиќ на Кожна клиника, ќе закажете мој термин и ќе појдете ќе го посетите. Да слушнаме кој следен на линија. Добро вечер, повелете. Стоимир Милоевски од Брвеница Тетово. Повелете. Јас Стоимир Милоевски. Да, ве слушаме, говорете. Каков проблем имате? Јас имам на лицево големи флеки црвенило. Добро, Бев кај господинот Коста Цветковиќ, добро, кај Мацура вамо, примав исотроин капсули, добро. па 9 месеци ги примав. 60 мг, 40, 20 и ништо од тоа. Кои И сега капсули? ме јадат. Ај само уште се еднаш притискам. кажете ги капсулите. Молим, Уште еднаш таблетите кажете ги како се викаат. исотроин. Исотроин. Да, од Грција и набавував. Изотретиноин. Добро. 9 месеци употребував ништо и сега само ме чешат, ама не смеам да се чешам, само се притискам. Така. А диагнозата која е? во А на што ви, лицето згора. што ви и кажа ќе доктор употреб- Цветковиќ, зашто се работи на лицето? Што е диагнозата? Па немат не ми кажа, немам тоа споријаза, туку нешто викат психички. Добро, ја имав жена ми шлогирана 11 Добро. и пол години и шеќерот ми качи вамо тамо, можно и од тоа. Сега таа ми почина една година и изгуби нешто. И сега ми рекоа докторка една да се мијам со шампон од јаболка и се мијам со него. И почина да се сушит, така со тоа и ништо не мачкам. Ама ме јаде пак. Добро. Ме Може јаде да и на на папукот. психичка база и шеќер ако имате. Имам Добро, шеќер еве. и на Да. папукот ме јадет и Добро. назад да ми извинете на чмарот. Добро. Значи, еве ве слушнавме... Околу челото, на носот, дола вака, и не може и да се обришам дури. Вечера ќе изгубат помалу, 50%, 60%, па ќе ме пак. повторно ќе се појават. Добро, во секој случај ќе мора повторно да посетите дерматолог. Еве, од она што го слушна доктор Дејан ќе ви посочи Така. што да правите. А пред се доктор Ова е Цветковиќ докторов го... Коста Цветковиќ викат нема потреба, више тој ме избегнуе. Кај Мацура иде во Тетово, тој. Добро, да, колега на Дејан. Пред се сум Коста слушна- Цветковиќ е врвен Така, да, дерматолог до- и знае точно што прави. И терапијата што ја дал сигурно е соодветна за потребната Така. за дадената Добро. диагноза. Сега не можам вака од памет да знам за Значи, која сепак диагноза треба да станува посети збор. повторно да, дерматолог. Сепак да. И докторот Штом има сигурно него проблем, одбегнува, да, него да. има ординација, може во секое време да се отиде и да се посети. Добро, еве повторно. ако не појдете кај друг дерматолог, нели? Секогаш е добро да се Апсолутно. консултирате со повеќе специјалисти дерматолози. Може би пак некој друг има некој друг систем на решавање на проблемот, па може би ќе пристапи кон поинаку решавање, па може би ќе ви помогне. Знаете што, понекогаш Така. дерматолошките промени Се многу тешки за знаат, решавање, да, така. Да, и многу споро Знаеме, оди терапијата и често пати пациентите знаат да Не се трпеливи, не се истрајни. Токму така. И да се наводно не разочараат како да се откажат од Така, терапијата, да. мислејќи дека не е Не таа помага. терапија. Меѓутоа треба да се истрајни и да веруваат на својот дерматолог. И секогаш сме говореле дека за секој проблем со кожата, дали е дерматит, дали е како Така. што говориме сега за псоријазата и напомена и ти дека не може да се излекува, и дерматитот е толку досаден што на пример многу често се враќа, ќе се излекува па повторно може да се врати. Апсолутно. Мора Така да да се на води вистина треба многу трпение грижа во со текот на кожните целиот проблеми. живот. Така. Токму така. Се надевам еве дека гледачот ќе посети некој од вашите колеги и ќе успее некако да го реши проблемот. Мора да појдете во секој случај, како што кажавме, пред се мора да се види сето она што се случува со кожата. Кажавме за симптомите дека се појавуваат првен црвенила, па потоа лушпи. Дали е само тоа доволно за вие да кажете дека се работи за псоријаза или нешто друго се Мислите прават околу некои други дијагностицирање? Да, испитувања некои други. Па вака, пред се е многу битна деталната анамнеза на пациентот. Потоа,
битни се нели од наследните фактори и ризик факторите. Еве ќе зборуваме и за нив. После тоа да кажеме што све може да придонесе за појавување на псоријазата. Меѓутоа тука е и патохистолошкиот наод, односно земањето на биопарче кожа за биопсија, како би се докажало. Тоа мора секогаш да се направи? Па видете, не мора, меѓутоа за да бидеме 100% сигурни, дерматолог сигурно ќе знае дека е псоријаза, меѓутоа постојат илјадници дерматози што се многу слични една на друга и мора да се детерминира, односно да се одлучи точно за која станува збор, како нели терапијата би била соодветна и ефикасна, за да се даде во правилни дози. Нормално и да се заклучи и типот на псоријаза. Често пати знае псоријатичните промени да бидат јавени на места што не се најчесто специфични за појавување, него сасвим на други места, така да е многу потешко некогаш да се иако ние нормално ќе се сомневаме дека може да е псоријаза, меѓутоа со земање на парче кожа, односно биопсија е еден 100% начин за докажување на истата таа болест. Од помош при преглед се и оние три феномени, односно феноменот на восочна дамка, кога тоест на стеаринска свеќа пред се, кога нели она лушпа што ја зборуваме или плака од псоријатичната промена се загребнува и почнува да се рони многу лесно. Значи само што ќе ја допреме знае да се срони. Потоа тука е феноменот на восочна дамка, односно кога количеството на тој материјал од ронењето е многу голем од очекувано, односно многу повеќе количина има на прав и нормално феноменот на точкасто крварење или аушпицов феномен или битен за лекарите, односно при отстранувањето најчесто на таа плака или лушпа од промената без разлика на кој дел од телото, останува едно многу интересно точкасто крварење, односно како ситни капиларчиња, ситни црвени точки на местото од каде што е отстранета лушпата. И нормално тука е и Кебнеровиот феномен, нели, ете чисто да се знае, односно при нанесување на механичка дразба, односно физички да се изгребеме или повредиме, на истото тоа место може да се јави псоријатична промена. Тоа е нестално позитивно, меѓутоа ете знае да биде често пати присутен, меѓутоа го има и кај многу други дерматози, не само кај псоријазата, затоа сепак треба да се земат в предвид и други фактори. Така. Сега кога сме веќе кај факторите, ајде да ги споменеме. Еве гледачот што се јави кажа дека имал некои стресни состојби, па се јавиле тие промени на лицето и проблемите. Дали можеме да кажеме или вие да ни потврдите дека стресот е број 1 за промена на кожата и појава на вакви проблеми, без разлика дали станува збор за дерматит, дали станува збор за псоријаза и ред други работи? Така, убаво кажавте. Значи морам да напоменам дека стресот спаѓа во оние надворешни фактори кои придонесуваат за екзацербација, за влошување на симптомите и за појава на првични симптоми, меѓутоа сам по себе не може да биде главна причина за појава на псоријаза. Мора да има и други додатни фактори. Морам да кажам дека за псоријазата голема улога играат наследните, односно хередитарните, генетските фактори. Да речеме, литературата вели дека 1/10 до 15% постои можност за поколенијата да имаат проблеми со псоријаза, доколку едниот родител веќе имал дијагностицирано псоријаза, вулгарна псоријаза и нормално дури до 50% шанса за заболување од псоријаза, доколку нели двата родители имаат па не само псоријатични промени, туку и било какви атописки проблеми, односно проблеми со сува кожа и екзема, народски маја сил, како велат. Како што рековме, освен овие наследните проблеми, тука се и надворешните фактори, односно факторите на околината. Така. Од тие фактори пред се би започнал со медикаментите или лековите. Од нив би споменал дека тука е литиумот, значи оние почести лекови кои што знаат да се користат. Тука е литиумот, односно лек кој што се користи за третирање на одредени психички болести. Так. Највеќе биполарноста, меѓутоа тука се и оние
освен биполарност, анксиозност и панични напади и слично, што е многу често, за жал, во денешно време. Сакате да кажете дека тие антидепресиви што им ги препишуваат или како да ги кажеме, дека делуваат исто? Па токму така, да, ако постои некој генетски фактор, знаат да направат, нели не стално. Да, не мора секогаш. Тие мора да се пијат. Меѓутоа, еден од додатните фактори. Меѓутоа, ете, како еден. Значи, може да бидат тука присутни повеќе надворешни фактори, не значи дека само од лек. Не значи тоа дека ние ќе опиеме лекот, па можеме да добиеме псориаза. Зборуваме за екстремни случаи каде што лекот е злоупотребен, пиен повеќе од препишаното и слично. Затоа мора да се консултира лекар за да се препише правата доза на лекарствата и се знае кој лек колку може да се внесува. Потоа тука е се антималариците, односно лекови кои што честопати се конзумираат, најчесто кај оние луѓе кои што одат во Африка, нели во оние афрички земји, кои што честопати знаат да одат на заработување, да. Потоа тука се бета-блокаторите, односно лекови кои што се пијат најчесто конзумиран лек, кај луѓето со срцеви проблеми, со висок притисок и слично. И така натаму, сега не би навлагал во лекарства кои што се потребни. Освен лекарствата? Освен лекарствата, тука се вирусните и бактериските инфекции на кожата пред се. Нели, како што споменавме при најавата, псоријазата знае да биде почеста кај лица со имунокомпрометиран систем, односно намален имунитет, најчесто кај ХИВ болните, тоест кај ХИВ позитивните лица. Потоа кај лицата кои што се подложени најчесто на хемотерапија заради канцер или некои други автоимуни заболувања, потоа системскиот лупус еритематодес и така натаму. Потоа, како што споменавме, кај оној Кебнеров феномен. Тука е надворешни фактори се и разни гребаници и повреди, изгореници од сонце, затоа велиме пазете со сонцето. Кои што можат да придонесат за појава на првите псоријатични промени, па потоа нели тоа да екзасербира во многу влошена ситуација, нели не стална. Потоа тутунот, морам да кажам дека кај пушачите постои зголемена шанса за појава на први псоријатични промени, односно постојат студии кои што докажуваат дека пушењето ја зголемува шансата за псоријаза и тоа повеќе кај жените. Ете така вели студијата. Исто така и алкохолот. Одредени студии докажуваат дека интересна работа е дека алкохолот пред се го афектира, нели знаеме, хепарот или джигерот. Потоа со самото тоа афектирање може да иницира појава на кандида, а кандида е една габа која што знае лошо да влијае на псоријазата. А исто така алкохолот знае и контраиндицирано да делува при примање на терапија за псоријаза, односно мешањето на алкохол и апчиња што се пијат за псоријаза може да доведе до несакани последици. И тука се ова сега е што го зборував исто на почеток за ниските температури, односно намалените температури, каде што нели се намалува влажноста на воздухот. Тука во овој временски период, значи се зголемуваат симптомите на псоријазата, така речено. Така. Тоа го знаат пред се луѓето што живеат во места каде што постојат екстремно ладни ситуации, меѓутоа еве кај нас на овие региони знаеме дека каде што имаме и лето и зима, знаеме дека во лето симптомите на псоријазата се намалуваат и се многу промените се многу послаби, додека во зима се влошуваат и сега оние луѓе со псоријаза навистина патат на некој начин да кажам. Не им се допаѓа овој период од годината, меѓутоа нели тука постои она вештачко сончење, каде што може да се практикуваат медицински солариуми за намалување на истите тие проблеми. И морам да споменам за расата, односно белите луѓето од белата раса имаат многу повеќе шанси за добивање на псоријаза отколку оние со потемна боја на кожата. А каква е состојбата, доктор Дејан Кајна? Сега претпоставам дека од она што досега сте го работеле како дерматолог, од она ваше искуство,
Можете барем вака да кажете како стои состојбата кај нас со псоријазата, дали е често застапена? Да, доста често. Можам да потврдам дека е доста често. А кога станува збор за возраста? Па најчесто се тоа повозрастни луѓе, меѓутоа морам да признавам дека има и доста луѓе од младата популација сега. Многу ретко кај дечиња, меѓутоа младата популација е сметам од 20 и нешто години па нагоре. А инаку е како да кажам, повеќе е нормално да се јави кај повозрастните луѓе, според некои правила? Токму така, да. А зошто се јавува сега кај помладите, да речеме? Кои се тука причините за оној комбинација живот кој што ги го водат можеби малку постресен, Секако не можеме да знаеме, ние да знаевме, ќе знаевме како настанува псоријазата. Пак ја споменам, литературата вели дека улогата играат наследните фактори и надворешните, односно факторите на надворешна средина. Така да веројатно е некоја комбинација од истите тие фактори со некој ген што го има во самите луѓе, нели, наследен, така да затоа претпоставувам доаѓа до појава на такви симптоми. А имате право, веројатно ради ова турбо живење денеска што го имаме и многу поголемиот стрес што се случува, па дури и кај помладата популација. Колку и ова загадување што еве секојдневно се говори по дефинитивно загадувањето има влијание. Па сигурно дека има. Сигурно дека има. Со самото загадување се намалува имунитетот, дишеме, знаеме какви све честички и какви све канцерогени. Токму така. Така да веројатно и тоа има влијание. Меѓутоа псоријазата не смее да се земе како некоја тешка да се поднесе она тешко на душа, ме разбирате, како некоја тешка болест. Да, е болест во медицината, меѓутоа е нешто што се третира и што не прави проблем на другите органи. Може, меѓутоа во одредени екстремни ситуации кога ќе се запусти. Не ги зафаќа другите органи. Да не направи некои инфекции тешки така. Токму така, значи луѓето со псоријаза и да имаат било каква друга болест не име од псоријазата. Често пати поставувано прашање кога ќе дојдат на лекар. Така. Стигнавме некако горе-доле до третманот. Што следува еве кога веќе ќе се дијагностицира, па ќе ги направите и оние испитувања за кои што кажавте дека треба да се направат и 100% ќе бидете веќе сигурни дека станува збор за псоријаза. Што потоа? Така, терапијата е интересен, мислам, може многу да зборува, меѓутоа сепак не би вака. Така, толку опширно, меѓутоа да во живо на телевизија, затоа што знае да биде погрешно протолкувана од луѓето и сепак тоа би го оставило на стручњаците. Односно, за секој тип на псоријаза се знае конкретно, односно самиот лекар одредува конкретно која доза, на одредена терапија се дава без разлика нели дали е перорална или локална. Би напоменал само дека во кратки црти дека постои пред се локална терапија, постои системска терапија и фототерапија за лекување на псоријазата. Сега поново постои биолошка терапија, но за жал се уште ја нема во Македонија. Се надевам дека во најскоро време ќе дојде. Сега имав прилика да бидам на светски конгрес во Мадрид. Да, и доста се говореше на таа тема. Добро, што кажуваат таму? Какви се нивните искуства, еве? Нивните искуства се солидни, можам да кажам, не се извонредни, затоа што самата биолошка терапија сама по себе знае да донесе други несакани последици. Тоа е нешто ново што треба и кај нас да дојде? Токму така. Па и не е баш ново, меѓутоа сепак кај нас се уште не е донесен. Не е донесен. Да. Веројатно немаме услови се уште кај нас, па ќе видиме за понатаму. Извинете, вака са малку ви влегувам во збор. Што подразбира тоа биолошка терапија? Па одредена биолошка терапија, тоа е друг тип на лекарство. Така. Друг тип на лекарство, така. Не се цитостатици, него се биолошки лекови, што делуваат специфично, не би зборувал сега за механизам на дејство на биолошката терапија. Мислам дека не би било забавно ни за гледачите. Не, можеби ќе даде поголем резултат во однос на третманот. Апсолутно дава, меѓутоа има со себе големи различни нуспојави и веројатно не е и доиспитано, па затоа и сепак не е донесено толку кај нас. Меѓутоа мислам дека се стреми кон тоа. Во брзо време. Да, сега нели има еден пациент псоријаза, ја третира, постојано треба да ги прима тие лекарства, како оди сето тоа, кога можеби малку ќе се повлечат симптомите. Тоа зборувам, тоа тргнав да кажувам. Така, значи пред се локалната терапија. Локалната терапија може би од најбитните, сега зависи нели од кој аспект гледаме. Оние креми кои што треба да ги апlicira. Креми, емоленти, масти и слично. Магистрални лекови, морам да кажам дека имам одличен ефект од магистралните лекови. Тоа се оние лекови каде што повеќе креми и масти се мешаат во една.
пред се нели за намалување на оние видливи промени. Меѓутоа, зависно од типот на псоријазата и зафатеноста на човековото тело, односно на кожата од истите тие промени, треба да се даде и многу појака, посилна терапија, која се пие нели како таблети, како таблетарна, како перорална перостерапија. Меѓутоа, сепак тоа треба да го одреди докторот кога нели ќе установи за кој тип на псоријаза станува збор. Самите тие креми што ги користиме за мачкање на псоријазата честопати знаат да бидат злоупотребени и преупотребувани, односно се засити кожата со таа кортикостероидна терапија. И мора да се знае дека истата таа терапија помага, меѓутоа за еден краток период ги смалува промените, не значи дека повторно не може да се вратат. Затоа говориме, псоријазата е проблем кој го имаме во текот на целиот живот, со намалување на симптомите и со зголемување, особено во зимските времиња. Уште еднаш морав да го споменам тоа, за да се знае дека не може само со локална терапија да помени, вика никогаш да не се јави. Мораме да научиме да ги контролираме да пред се стресот, нормално алкохолот, цигарите, што е секојдневие, токму така. И сите оние други надворешни фактори кои што ги набројавме, освен нели она хронична терапија која што мораме да ја примаме зависно од другите коморбидитети што ги имаме, односно заболување. Тука е системската терапија, односно лекови кои што се користат при зафаќање на други системи, затоа што да речеме кај она ревматоидна, кај псоријаза, кај псоријатичен артрит, па и Рајтеров синдром, кај што сме во соработка со ревматолозите, мора да се даде појака терапија за да се исконтролира по системи нели додиме и да лекуваме правилно. Се не би налагал премногу. Тука е онаа цитостатска терапија, најчесто метотрексат, кој што нели на своја рака не може да се купи, а не па да се користи, и така натаму, и така натаму. Многу е добра и битна фототерапијата, односно фотохемотерапијата, односно сончањето со одредено количество на сончева светлина, на УВА и УВБ светлина, што е потребна за залекување на псоријатичните проблеми или промени. Тука постои таа фотохемотерапија, односно УВА плюс псорален како фотосензибилизатор, односно ПУВА терапија, ПУВА фототерапија. Мора да се охрабрат пред се пациентите. Така кажавме, психичкиот момент колку е важен. Психичкиот момент е еден од најважните фактори кои што треба да се задоволи. Дали секогаш кога пациент ќе има псоријаза, му препорачувате да поразговара со психолог? Па не на секој. Нормално ние веројатно проценуваме кој што токму така, да, меѓутоа иако не е обичај нашиве луѓе да зборуваат со психолог, психијатар, тоа сегде во светот е нормална работа и секогаш треба да се консултираме токму така. Дури и кога немаме проблем, ете чисто за совет. За псоријазата да, реално би советувал, доколку гледаме дека карактерот на човекот не е јак, дека нема она, знаете, ја губите самодовербата. Еве јас лично немам псоријаза, меѓутоа имам доста голем број на пациенти што имаат и навистина знам како они размислуваат, пар се надевам дека знам. Така да треба на еден убав начин да бидеме пристапни за пациентите и за секое прашање да им одговориме и да им објасниме дека мора тоа да се третира, дека мора да бидат свесни за самите тие промени и дека се лекуваат и дека постојат периоди кога ги снема и ќе биде све во ред. Меѓутоа ете, постојат и периоди во животот кога нормално самите тие промени по кожата па и стојат. И јавноста мора да знае, поголемата јавност, дека тие псоријатични проблеми не се заразни и дека не треба тие луѓе да се одбегнуваат. Конкретно што споменав преска на конгресот во Мадрид, псоријазата и луѓето со псоријаза беше една од главните теми на зборување и ете на некој начин да се подигне свеста за овие луѓе кои што се нормално дел од нашето секојдневие, кои што се луѓе на кои што ништо не им фали и немаат никаков, може би чудно звучи, ама никаков здравствен проблем. Затоа што со псоријаза можете сегде вие сте здрави, работоспособни на некој начин. Работоспособни, токму така. Само што кажавте, не се сите толку психички можеби силни за да се носат со
со ова заболување во секојдневието, па можеби понекогаш паѓаат психички, нели, бидејќи нели тоа не е 1-2 дена, меѓутоа како што кажавме континуирано треба цел живот ја бар мислам така, да, сите со стремиме кон на само бендисување, сега со ние еден куп инфлуенсери со Инстаграми и со слично, со сите социјални мрежи каде што се форсираат здрави тела, што е све фино, јас го поддржувам тоа, меѓутоа сите сакаме перфектна и здрава коша. Едноставно мора да прифатиме дека не може секој да го има истот. Така да секој може да работи на тоа и нормално зависи тука и од исхраната, зависи од многу работи. Превентивата игра огромен дел кај псоријазата. Постојат ситуации каде што голем број на пациенти каде што терапијата ќе помогне за отстранување на првичните оние мали промени псоријатични и после знаат да не се јават со години па и со децении. Така да се е можно. Никој точно не може да каже кога ќе се јави, зашто ќе се јави, колку пати ќе се јави, колку распространето и слично. Би напоменал од превентивата, нели? Тука е пред се сонцето, како што зборувавме до сега. Значи, што повеќе можат да го користат ловите. Меѓутоа здравото сонце, нормално избегнување на сончење од 11 до 16 часот, токму така, со заштитна фактор, крема и слично. Дали треба да, како што напоменај, да се мачкаат на тоа место? Апсолутно, најнормално, не значи дека треба да се гориме и да се жежеме, меѓутоа да се однесуваме како да сме најнормално на плаж. Да, сонцето ќе си го заврши своето. Токму така. Тука е конзумирањето на зеленчук, потоа омега-3 масни киселини се потребни, тоа нив ги има во рибата, во оревите, маслинови зејтин, грашокот, потоа витаминот А игра голема улога за здрава кожа, пред се витаминот А го има во морковот, во кајсијата, односно продукти што ние редовно, сезонски ги конзумираме. Дури па и оние што имаат проблем, ако не знаат, може да се консултираат со некој кој што е стручен за исхрана. Токму така, цинкот игра голема улога, го има во оние морски плодови, ракови, школки, слично. Не треба советуваме да се јаде мрсна храна, зачинета храна, сега нормално пак зачини, да, меѓутоа не оние претерани индиски кујни каде што има навистина силни зачини. И нормално треба да се избегнуваат газирани пијалоци, алкохол и пушење. Се што не е здраво. И се што не е здраво и пред се одржување на заштитната бариера на најгорниот слој на епидермисот, како нели би допринело за спречување на било какви промени, а не само псоријатични. Доктор Дејан, тука негде веќе сме при крајот. Сето нешто го посочи еве на крајов. Се надевам дека гледачите убаво го запаметија. Оние кои што имаат проблем се разбира со псоријазата, оние пак кои што имаат некои други проблеми со кожата, секогаш потенцираме дека треба да се посоветуваат со специјалист дерматолог, секако треба да го посетат за нели навреме да се реши било кој проблем, без разлика дали станува збор за некој обичен дерматит, за било каков проблем и да е со кожата, нели еве како што се јави гледачот со некои промени на лицето или без разлика за кој дел од телото станува збор, секогаш да се консултираат со специјалист дерматолог. Ти благодарам за одвоеното време за денес и се надевам еве во некоја следна прилика повторно ќе проговориме за некоја друга тема од дерматологија. Како и секогаш ми е драго да учествувам во вашата емисија и уште еднаш ви благодарам на поканата. Ти благодарам и тебе. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес, меѓутоа на крајот само да се заблагодарам за оние поддржувачи на мојата емисија, тоа е бутикот Forever 19, Fit1 центарот и фризерскиот салон Дена Ив. Толку за денес, надевам дека сите овие информации кои што ви ги доставивме ќе ви бидат од корист, како што и секогаш напоменувам. Останете во добро расположение и грижите се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.